ќе додадеме музичка димензија, бидејќи нашата гостинка во ова издание на утринската на Телма доаѓа токму од домашната музичка сцена, а во продолжение велам добро утро за Ана Петановска. Ана, ти благодарам што ја прифати поканата за овој разговор. Можеби е комплицирано за еден музичар да стане, односно да го стартува денот толку рано, бидејќи имате настапи до доцна, но се радувам дека на гледачите ќе може да им предочиме што е тоа што е ново на твојот музички пат во моментот. Така, добро ве најдов, добро утро до сите оние кои што следите. Стварно ми е многу драго што сум ви гостинка повторно вака на програмата на Телма. Па малку периодов не ми е предизвик искрено станување порано, бидејќи обврските некако ми го налагаат тоа, околностите се такви да морам од, како викаат, од јутра до сутра, односно од саба или до вечер да е тоа еден динамичен ден и една динамична програма од обврски. Навистина ми е многу драго и тука сме за ажурирање на што е следно, да. Неодамна јавноста можеше да го види видеозаписот за балада за Ангелот, тема посветена на Тоше Проески. Со кој тим соработуваше за оваа тема и каква емоција носи песнава за тебе? Така, таа песна е навистина, мислам, лајт мотивот го носи од една од песните од Тоше Проевски. Тоше е нормално една наша икона која што за секогаш ќе го отцртува нашето музичко тло и ќе го одразува нашиот музички квалитет на еден свој начин, бидејќи навистина е неповторлив. Како и да е, некако песната е и за сите оние, фактички најголемата посвета неизина ја носи пораката дека сите оние кои што не се тука навистина остануваат преку спомените и така и песната, нели, самиот текст тоа го налага, некако и затоа е балада за ангелите, баш оние кои што меѓу нас не се веќе, а што ни се многу драги и што не инспирираат секој ден да сме креативни, да сме тие што сме, ни се дел од идентитетот, од животот на некаков начин. А сега во однос на самата композиција практично, значи продукцијата, режирањето главно е од страна на композиторот Григор Копров. Текстот, оригиналната верзија, бидејќи не е прв пат промовирана песната како нумера, како мелодија и мелодиска линија и аранжман. Првиот текст го пишуваше Душан Бачич, кој што беше на српски јазик и беше првото отварање на сезоната на фестивалите уште прв пат со соработката со Копров. Меѓутоа, македонската верзија, лично мој е текстот, на кој што стварно ми е многу драго и беше задоволство да се преиначи на друг начин практично емоцијата која што прв пат била испеана на еден начин и сега веќе има едно друго резонирање. Стефан Петановски го работеше аранжманот на самата песна. Снимивме некој скромен видеоспот запис за самата песна, кој што го снимавме во склоп на студиото на Григор Копров исто така. Исто благодарение на кадрите на Стефан, кој што ги успеа да ги пофати многу вешто и од студио, а и од некои од нашите патувања. Навистина еден многу скромен приказ за тоа како некоја така една ретроспектива на самата песна доживеа и кога патувавме претходно и во Хрватска, во Црна Гора и слично. Така што мислам дека тоа го захтева тимот. Оваа тема премиерно беше изведена на фестивал во Белград. Колку ваквите фестивалски настапи надвор од Македонија ти помагаат да допреш до публиката во регионот и дали во предстојниот период исто планираш некои настапи на фестивалски сцени? Така, фестивалите се навистина, јас секогаш го тврдам тоа, дека секогаш се добродојдени искуства за еден уметник, за еден пејач, меѓутоа нормално секој по индивидуално искуство и по идеален, мислам си го има својот идеален план некако за себе. Некој ќе го избере тоа, некој не, меѓутоа јас сум среќна многу што се најдов во тие ситуации на фестивали, некако интернационално промовирање на некои од моите авторски материјали, навистина се одлични тие искуства, бидејќи навистина ги прошируваат пред се и познанствата, се запознаваш со колеги од истата бранша, навистина има едни уметници, креативни луѓе, сепак на крај на денот, нели, колку и да се вмрежани оние аспекти на можеби некаде политички сили, нели, некои предодредености кои што се следствени за жал, нели, денеска и во светот на музиката. На страна од тоа сепак е едно збирно место на креативни умови, на уметници, на пејачи, на луѓе кои што ја сакаат неизмерно музиката и тоа се чувствува и стварно ми е многу драго што сум била дел. До сегашното искуство цитира неколку во CV-то фестивали. Тоа се Хрватскиот шибенска шансона, Сплитскиот фестивал, Белградско пролече, трета година поред оваа година заклучно во Белград, Тивацкиот, црногорскиот Бисер Јадрана, веќе трета година поред исто во престојниот период.
како и Охридските трубадури и Макфест на нашето тло секако. Меѓутоа и во престојниот период, како што ме праша, во вториот дел, сега во овој период ни преостануваат еве за скоро во летото да го обавиме уште еднаш Тиватскиот бисер Јадрана, значи 2026. Во Хрватска одиме во август, со тоа што и голема работа ќе се случува таму, ќе го потпишуваат досегашниот материјал под своје закрило Кроација Рекордс, што е една голема интересна одскочна даска, и во склоп на шибенската шансона, која што повторно ќе бидеме дел од неа. Потоа ни следуваат Охридските трубадури тука кај нас, потенцијално Макфест за годината и до крајот на годината ќе има уште многу што да се искажам. Во 2022 година те видовме и како придружен вокал на евровизиската сцена. Веќе се споменува враќањето на Македонија на Евросонг. Дали може би се гледаш како наш представник и колку тоа би било предизвик за тебе? Така, вау, многу, да, навистина ми е едно од најдрагоцените искуства на план на музика и на себе пронаоѓање некако и како уметник и како колешка и како тимплеер и како соработник на една таква огромна музичка манифестација. Никогаш ќе биде едно од искуствата, никогаш нема да го заборавам тоа искуство, ќе биде секогаш едно многу драгоцено и многу големо искуство за мене. Во секој случај тоа го носам со себе секогаш, а и ги носам и импресиите за добрите и лошите страни, како да кажам, од аспект на нормални пропратни ситуации кои што ја следат самото инволвирање во манифестацијата. Со тоа што доколку се оди, јас не знам дали ќе се ангажираме во однос на тоа. Мене ми е многу драго што Македонија повторно ќе учествува, бидејќи сепак е и дел и од нашата традиција. Сме испраќале прекрасни, на ниво на земја сме испраќале прекрасни луѓе со многу што да кажат, интересни песни, и стварно ми е многу драго што сме повторно на самиот фестивал. Меѓутоа, ако се одлучиме да конкурираме за тоа, ќе биде со цело срце и душа, дефинитивно. Познато е во јавноста дека сте студентка на психологија. Може ли да ни објасните малку постручно, како музиката може да влијае на нашите емоции, на нивното препознавање и справување исто така? Вау, интересно прашање, да, знам дека ми спомена некако, стварно имаат многу допирни точки. Јас сум многу среќна што на страна од моето произнесување на професионален план, јас така си го гледам нормално професионално и со цела наклонетост и кон пеењето. Меѓутоа така пројдов еден интересен период на некако поделба на приоритетите во однос на факултетот исто, кој што многу одговорно пробав да го завршам. Се уште пред крај сум на самите студии и можам да кажам дека емоциите и музиката се многу тесно поврзани, во смисла на тоа дека музиката стварно открива еден многу возвишен медиум, во смисла на тоа дека навистина има многу голема моќ врз нас и врз нашите емоции. Едноставно ни буди нешто во нас, ни буди различни доживувања на секаков начин и е едно многу прекрасно искуство и мислам дека дефинитивно е тесно поврзано, и во таа смисла и секој пеач кој што емитува емоција преку песната не може никогаш да ја излаже публиката во смисла на тоа каква емоција испраќа. И затоа и самите гледачи и самата публика го чувствува тоа директно, буквално како транзистор, и директно вака до публиката, и тоа се чувствува, тоа е една вибрација. Така што стручно мислам дека има некои испитувања, корелации кои што се правени меѓу музика, емоции, како се доживува, кој центар се вклучува од мозокот и слично, меѓутоа се тесно поврзани и има студии кои што алудираат на тоа дека музиката итекако открива и стимулира регии, како што се, например, амигдалата во мозокот, која што е основа на емоциите кај секој човек. Може ли за крај на овој разговор пред објективот на Телма токму да ја доживееме емоцијата која што ја носи песната Балада за ангелот и да го слушнеме барем рефренот во живо? Може, прекрасно. Да се спремам. Кога сум тажна, тука си, насмев имам, кога тука си, во секој нов еден занес, тука си. Благодарам многу, посакувам уште многу успеси на музичкиот пат во иднина. Овде ќе го заокружиме нашето праволинковско вклучување за денеска и верувам дека ова беше едно прекрасно музичко доживување.